Ништо не ја предомислува министерката Мила Царовска да ја спроведе дигитализацијата по нејзин терк, ниту гласните родители и ученици, но и се поголем број наставници. Продолжува со реториката дека реформите имаат поддршка и тоа според неа голема. Министерка, зашто се форсираат овие образовни реформи како и законот за учебници, кога родителите гледаме се погласни и погласните, се побројни и се представуваат нова, свесни сме дека никој фактор во државава не ги поддржа реформите, освен некои наставници и професори за кои се смета дека се блиски до вас или учествувале во формирањето, односно креирањето на државните реформи. Искажувањето на сопствено мислење за различни процеси е демократско право и јас навистина го почитувам и секогаш сум се борела за истото се однесува и кога сум министерка. Сакам да апелирам дека партиските тесни лични интереси да се тргнат настрана од образование. Токму ова е пробен период, заради тоа што овој пристап се применува само во 4-то оделение. Тоа е едно оделение кое што ќе започне во наредната учебна година да го применува овој модел. Откако МОН објави еден месечен оглас за наставниците да изработат нови учебници за 4-то оделение, Филата реагираше дека рокот е прекраток. Министерката не е на истиот став. Во периодот додека аплицираат, тие поставуваат првата тема. Во најголем дел од учебниците има 4 до 5 теми, што укажува на тоа дека може да се постигне квалитет, но и ресурсите се зголемуваат. Се создаваат тимови на оние кои што треба да дигитализираат, оние кои што треба да илустрираат и оние кои што треба да го постават текстот, за да можеме во пократок временски период да го постигнеме квалитетот кој што веруваме дека е потребен во нашата држава. Царовска повеќе не им е јасна на родителите и наставниците кои се против форсираната дигитализација за екстремно кус рок. Се додека не видиме ние конкретно написано што сака да во иднина да прават со предлог законот, не можам да дадам конкретни информации, бидејќи самата министерка изјавите ги менува секојдневно. Во самиот предлог закон претходно што беше поставен, стоеше дека дигитални учебници ќе има од 4-то оделение, основно до 4-та година средно. Граѓанската иницијатива Учебници и настава мора да има. До четврток собираат потписи преку Државната изборна комисија, за да може нивните барања да се стават на референдум. Утре излегуваат и на нов протест во сите градови во Македонија. Во Скопје протестен марш од пред Министерството за образование и наука преку владата до собранието. Родителите претходната недела поднесоа барање до законодавниот дом, но иницијативата не беше прифатена. Потписите не биле собрани согласно со законот за референдум.